Регистрирани се над 300 случаи за употреба на јавни објекти за кампањски цели на партиите за време на локалните избори оваа година. За тоа се користеле детски градинки, училишта, јавни и национални установи, па се до музеи и галерии. Ова го покажало наблюдувањето на десетина граѓански организации во 26 општини преку проектот Надзор на терен на потенцијалната злоупотреба на административни ресурси на локално ниво. Злоупотреба е евидентирана и во однос на општинските веб или фејсбук страни кои што се користени за партиска промоција, а е регистрирано исто така и присуство на државни функционери на партиски настани во работно време. Многу проекти од национално ниво беа користени во партиските кампањи и митинзи, при тоа јавни и национални и општински проекти беа наведувани и кажувани во политичка и партиска функција, односно не тоа дека е проект на општината или на определено министерство, туку дека е проект на самата партија, што исто така доведува до целосна административна злоупотреба на локално ниво. За да се спречат овие злоупотреби во иднина, се даваат препораки за тоа кој, како и кога може да ги користи јавните објекти и под кои услови. Ограничување на промоцијата на проекти во изборен период финансирани со народни пари, како и зајакнување на мониторингот на граѓанските организации. Воведување на измени во одредбите на изборниот законник и тоа во делот на јасна дефиниција што представува јавен објект, понатаму услови, процедури за јавни простори и политика за надзор и санкционирање при прекршување. Во делот на контрола и транспарентност во користењето на јавните ресурси потребно е воспоставување на централизирана и редовно ажурирана база со сите јавни објекти кои што можат да се издаваат, ценовници, како и листа на одобрени барања за да биде јасно и транспарентно кој и кога во тој објект би имал организирано настан. Проектот финансиски е поддржан од Меѓународната фондација за изборни реформи ИФЕС.